До крајот на оваа недела или почетокот на идната ќе биде јасно дали зголемениот број на заразени со коронавирусот е почеток на нов ковид бран. Комисијата за заразни болести ќе се состане утре, но според министерот за здравство Венко Филипче, нови рестриктивни мерки не се потребни. На состанокот ќе бидат слушнати предлозите и согледувањата по последните анализи на ковид состојбата во земјата. Струмичани со поделено мислење околу тоа дали се потребни нови мерки. Не го поддржувам тој. Не треба да се пуштат. Не треба тие тако да се пуштат. Треба санкции, треба да се чине. Не. Треба објектите не треба да работат. Има групно се збират од 5 до 10 илјади внатре и можеш да замислите што може да се случи, каква зараза. Мислите дека се зголемуваат бројките на терапија? Да, од тука е извор на зголемување на бројките. Најмногу тука младите ги заразват, после домашните, старите, повозрастните и така. Настанува голема зараза. Мерките не се толку колку што треба да се одржа дистанца и да се придржуваме по мерките што ги има, тие се доволно. Ама има разлика меѓу кафиците и рестораните. Зошто мислите така? Затоа што цел ден младите се у кафичето купа. Едни со други. Не треба улабување. Се додека не дојдеме до некоја разумна бројка. Вакцинацијата и почитувањето на мерките како носење маска и движење дистанца се клучот за излезот од пандемијата. Министерот на вчерашната пресконференција во владата оцени дека невакцинираните го оптоваруваат здравствениот систем. Засега Филипче вели дека не се размислува вакцинацијата да биде задолжителна, а за други мерки, вклучувајќи и некаква препорака, една од главните индикатори ќе биде оптовареноста на болниците. Според министерот за здравство Венко Филипче, ако актуелните ковид бројки продолжат, значи дека новиот бран е почнат. Анализите покажуваат дека процентот на новодиагностицирани случаи минатата во однос на претходната недела е зголемен за 25%. Во однос на инциденцата на ниво на целата држава, последните 2 недели во однос на претходните 14 дена е зголемена за 28,5% во 35 градови, а во други 7 е непроминета или има одредено намалување. Ваквиот раст, посочи министерот, е очекуван, имајќи предвид што се случува во земјите од регионот каде има огромен број новодиагностицирани и силен притисок кон болниците во смисла на зголемена потреба за хоспитализација. Инаку бројот на пациенти кои се хоспитализирани минатата недела во однос на претходната недела бележи раст за 15%.